Адвокатката на притворената обвинителка Катица Јанева бара да бидат повлечени снимките, односно доказите каде што се слуша притворената Катица Јанева како разговара со Орца Камчев. Ние знаеме дека веќе згаснатото СЈО беше токму формирано за бомбите. Дали се ова двојни аршини кои ги гледа јавноста и не е слепа? Ако ја видовте адвокатката и незината полуреченица која успеа да ја состави дека најверојатно ќе ги оспореле тие докази, ја дури како атеист ќе почнам да се крстам на таквите правници кои застапуваат обвинети во Република Македонија во време кога тие истите обвинети целата работа во изминативе 4 години ја засноваат токму на нелегално стекнатите материјали. Доволно е адвокатката само да ја погледне праксата во регионот и препорачувам да ги погледне хрватските пресуди кои се идеални, каде што секаде вели јавниот интерес. Замислете бомбите да важат или нелегално собраните материјали за сите оние за кои СЈО водело постапки, а да не важат само за криминалот на таа која требало да ги гони врз основа на нелегално стекнатите бомби. Меѓутоа, реакцијата на адвокатката и незината елоквенција да не може да состави една цела реченица вчера, ми кажува дека само е едно фрлање на магла во јавноста и сега ние треба се занимаваме со денови да дебатираме дали снимките ќе важат или нема да важат само за Катица и за Боки, а за сите други требало или не требало да важат. Со еден збор, снимките обезбедени на ваков начин и тоа како се докази бидејќи во прв план превладува јавниот интерес, потврдено со десетици пресуди на судот во Страсбург. Како поинаку ќе докажеме дека таа која го турна правниот систем во Република Македонија, која изневери јавноста и довербата која беше дадена во тоа обвинителство што требаше да направи нешто, дека работело на докази кои сега и само сега треба да не важат за Катица, за Боки и за Кичевскиот. Така, писмата на Катица Јанева кои ги испраќаше остана мистериозни. Зошто остана? Зошто не се знае ништо за нив? Затоа што тоа е политички договор на СДСМ со Катица Јанева и делум на нејзина амнестија. Тој е наредено да го направи, во друг случај да бевме нормална држава. Прво, директорот на затворот во Шуто Ризар Јеса Тракиш досе требаше да биде притворен и да ја прави друштво на Катица Јанева, затоа што досега најдете ми еден пример во кој затвореник пишувал писма и давал инструкции до било кои институции. Еве ќе ви кажам пример. Адвокатот Охрид пред 3 недели отишол неговиот клиент да му подпише апликација за Страсбург, па му рекле не може без нотар. Нека ми потврди некој кој гарантира дека Катица Јанева таму не била присилена, натерана да го потпише тоа што го потпиша, само за СДСМ на многу елегантен начин да го сруши СЈО без политички договори со ВМРО ДПМН. Министерката за правда, да бевме правна држава, наместо да раскажува дека оди во театар комедија, требаше веднаш да поднесе оставка затоа што дозволи некој од затвор да ја диктира судбината на специјалното јавно обвинителство и судбината на предметите. Ниту Катица Јанева ги донесе предметите, ниту можеше таа да рече дека ќе ги предаде на јавниот обвинител и на тој начин да сруши институција. Ние институцијата не ја врзувавме за Катица Јанева, туку за специјален јавен обвинител. Со денот кога Катица Јанева беше лишена од слобода, престануваат сите нејзини ингеренции. Прво што требаше Советот за јавни обвинители веднаш да ја тргне и да ја суспендира, а второ треба да барате одговори од обвинителката Вилма Русковска зошто веднаш не го притвори директорот на затворот кој дозволи упад во правниот систем. Ова е нешто што ќе има последици со години. А писмата на Катица Јанева, не верувам дека некогаш, барем во догледно време, ќе излезат во јавност, всушност и ирелевантни се. Со тоа, јавниот обвинител на Македонија само можеше да избрише прозори, а не да ги става во функција и да постапува по нив. Меѓутоа, адвокатката Фрчковска вели дека не морале да бидат заверени на нотар. Па тоа го вели истата адвокатка за која велам ја како атеист почнувам да се крстам. Во услови кога јавната обвинителка беше притворена и кога и се земени ингеренциите, значи единствено нотарот е институција овластена од државата која ќе потврди дека Јанева ги дала под здрав разум и свест. Нели слушаме деновиве дека имала притисок, не знам, не била добра, психијатар ја посетувал и така натаму. Што ако Јанева испила 10 диазепами или и дале да испие 10 диазепами и некоја зел нејзината рака, колку и да звучи хипотетички, и се потпишал под писмото? Значи, затоа свеста треба да ја потврди нотар. Не е прв пат во затвор да влегува нотар и да заверува подписи. А некој нека ми одговори прво на прашањето како притвореник може да потпишува и да дава наредби, а после ќе зборуваме дали тоа требало да го направи во присуство на нотар или не.
Јас од 96-та до сега, а од тогаш од 98 се формирани и нотарите, ви тврдам дека не постои ни еден случај каде што некој затвореник пратил писмо од затвор и тоа било ставено во правен промет како наредба, како било каква функција. Па не знаете колку директори имавме досега притворени, работниците не можеа плата да земат токму затоа што не можеше подпис да се издействува. А ние наеднаш со подписот на Катица која сама и текнала затворивме цела институција. Буки 13 конечно по долго време ќе биде повикан на распит во обвинителството кај обвинителката Вилма Рускавска. Зошто толку долго се чекаше за прво осомничение, дури сега да даде исказ? Ако се гледа кривичната пријава која е поднесена од 2 мај оваа година, истото беше и за Катица Јанева. Таа не беше повикана 2 месеци, се додека не се создаде клима под таков силен притисок за да почнат да се повикуваат луѓето. Тој имаше можност првиот пат кога беше притворен да каже нешто, не знам и дали кажал и колку кажал, меѓутоа во целиот овој период луѓе во кои се сослушуваат покажува дека за него ќе се проширува веројатно истрагата и во други правци и ова што сега би се повикал најверојатно оди кон утврдување на неговата вмешаност во овие пари кои излегоа од рекетирањето преку Меѓународниот сојуз. Затоа што тој беше првично притворен за земањето рекетот од Орце Камчев, а сега сите овие сведоци кои беа повикани изминативе денови зборуваат за неговите трансакции направени или неговиот рекет преку Меѓународниот сојуз. Претпоставката е дека сега ќе го распрашува за овие пари и каде се отидени, бидејќи сите кои до вчера сведочеа рекоа дека не знаат каде се парите, односно наводно се тоа Боки правел само овие само се сликале со него. Интересен детај кој деновиве веројатно може да направи и пресвртница во тој предмет е носењето на Зоран Милевски викан Кичискиот 3 пати кај јавната обвинителка Вилма Русковска, што мене ми дава за право да се сомневам дека со него ќе биде склучена некаква спогодба или ќе му биде понуден статус на сведок со работник со олеснителни околности, бидејќи ирелевантно е тој кој ја носел само торбата да биде 3 пати повикан пред да каже било што, прво осомничениот, па и трето осомничениот. На поведок е веќе аферата наречена Рекет 2, после Рекет 1 имаме веќе Рекет 2. Дали се случува крах на правосудниот систем во Македонија? Па тој одамна е крахирана кога ги гледате сите овие работи за кои досега зборував. Значи не може Катица да го диктира темпото на СЈ. Не може министерката да седи и мува да не ја лази, а и се случуваат во секторот толку работи, барем од морален аспект, доволно беше да рече давам оставка, па макар и не ја прифатиле. Ние го имавме премиерот кој ни беше реформатор во правосудството и сето тоа на очиглед на сите нас никој не реагира, никој не прави, не дека судството цветало. Ние за истиве проблеми зборуваме од 96-та па натаму и судството чини само во период кога една гарнитура е пред избори, а другава е се токми да дојде, на едните им чини, на другите не им чини. Сега, во ваква ситуација, се гледаат кој ги нарачува одлуките, како ги нарачува и не верувам дека Европска унија туку така лесно ќе не прифати поглавието 23, ќе го проголта после ваквите инциденти, а посебно после скандалов со СЈ, каде што убедливо довербата е срушена или е на минимум и како да очекувате правда кога сите ви зборуваат ги фаќаат само тие кои скршиле прозори, украле, не знам, 2 раки, 3 пива и некое кебапче, а за сите други правдата остана недостижна. Она што е најново е дека денеска професорот Лабовик си даде оставка неотповиклива во Советот за реформи во правосудството. Што мислите, зошто поднесе оставка? Дали овој совет правилно се врши работата? Па тој совет го раководеше, ви спомнав пред малку, премиерот Зоран Заев од почетокот, па и го препушти на министерката. Да ве потсетам дека пред овој совет имаше еден друг совет во Министерството за правда кој се расформира. Тој совет е, според мене, збир на баби и дедовци кои седат таму и плетат гоблени. Ништо друго. Значи не може во Советот за реформи да седат председателите на апелациониот суд, да седат председателите на основните кривични граѓански судови, да седат други суди во период кога со тој совет председава премиерот, кој во исто време е обвинет и чека одлука за еден од неговите предмети. Тоа беше во времето кога Заев го раководеше советот. И како тој совет ќе реформира, во него влегуваат адвокати по личен избор на Заев, што значи тоа беа седенки на кои таму ништо друго не се правело, туку можеле само да раскажуваат рецепти за готвење или плетење.